Последно издание вести денеска. Добро вечер. Македонија и Унгарија градат силно стратешко партнерство. Премиерот Мицкоски во Будимпешта на заедничка средба со унгарскиот премиер Орбан разговарале за унапредување на економската соработка, привлекување нови инвестиции и конкретни проекти од заемен интерес. Во време на предизвици, силните пријателства и јасната визија се клучни за стабилност и развој. Македонија продолжува напред со достоинство, со реформи и со поддршка од вистинските пријатели, порача Мицкоски, кој во Будимпешта се обрати на бизнис форум. Земјата останува фокусирана на реформите и исполнување на критериумите врз основа на заслуги. Напредокот треба да се вреднува објективно и во согласност со европските стандарди, со јасна цел подобрување на животниот стандард на граѓаните, изјави Мицкоски во обраќањето на форумот на тема Ден на деловна соработка помеѓу Унгарија и Македонија. I strongly believe that those talks will be very important and crucial, sincere, which I admire. And during today's event, I'm encouraging you to establish new bridges between our two countries. We are now really front runners when it comes to the reform agenda, especially after the January report, which will be revealed by the EU Commission soon from now. Practically, the report will announce us as a shoulder-to-shoulder with the so-called front-runner Montenegro. But really, we are the real front-runner, which is delivering some tangible reforms. And after the June report, I strongly believe that we will be the first country from the WB6 region, and that we will deliver all necessary reforms which are a part of the reform agenda. Лидерот на СДСМ Бенко Филипче обвини дека власта ја оддалечува земјата од европскиот пат. Со Мицкоски нема Европска унија. Следуваат децении сиромаштија и иселување. Изјави Филипче, откако премиерот вчера соопшти дека владата е подготвена да чека со децении ако е потребно, но дека уставни измени без гаранции нема да има. Предадени се нашите национални интереси, стратешката определба на земјата да биде рамноправен дел со обединетите народи во Европа. Бизнисменот Мицкоски може да чека. Ама напатениот народ и работниците кои едва и врзуваат крај со крај, со ниски плати и високи цени, не можат и не смеат и нема да чекаат. За спас, многу наши граѓани ќе бидат принудени, као што тоа веќе го прават, да вадат бугарски пасоши. Ќе останеме и без држава, и без народ. Без Европа. Ние ќе бидеме на маргините, слепот црево на Балканот, ќе бидеме изложени на туги влијание од други земји, ќе бидеме изложени на руско влијание. Откако обвинителството во Кавадарци предложи притвор за 27-годишникот кој изутринава во Росоман ја усмрти својата мајка, пошто и се предаде на полицијата, притвор од 30 дена вечерва одобрил судија на претходна постапка. Осомничениот со умисла при вршење семејно насилство ја лишил од живот сопствената мајка. Додека жената спиела во една од собите, тој ја избол со куински нож во вратот, нанесувајќи и смртоносни повреди, соопштија од обвинителството. Донесена е наредба за спроведување истражна постапка за кривичното дело убиство, согласно кривичниот законик. Почна судењето за Стојанче Јовановски по ужасот во Скопското Авталидже, кога сопругата Ивана со малолетната ќерка скокна од 6-тиот кат. Јовановски не признава вина за наведување на самоубиство, а обвинителката уверува дека ќе докаже дека бил виновен. Михајло Видемлиски.
Судот не го прифати признанието на вина на Стојанче Јовановски за 2 од 3 кривични дела кои му се ставаа на товар. Негираше само дека ја наведувал и помагал во самоубиството на сопругата Ивана, која почина по пат од балкон со својата малолетна ќерка на 2 март во населбата Карпош. Откако призна вина за телесна повреда и загрозување на сигурност, кажа и дека Мартин Саздов, негов пријател за кој тврдеше дека бил во љубовна врска со Ивана, го натерал да ги признае двете дела. Се чувствувам виновен за телесната повреда, за другото не. Таа мене ме изневеруваше, се работи за неверство. Никој не сакаше да ме сослуша. Мартини се закануваше цело време и рече оди фрли се под воз. Неговите зборови ги става во моја уста. Не можам да се смирам. Мартин Саздов ми го упропасти семејството. Обвинителството тврди дека располага со доволно докази и за делото дека Стојанче ја навел Ивана на самоубиство. А тоа што тој посочи на вина кај неговиот пријател Мартин, според обвинителката Адела Бојчевиќ е чиста манипулација. Имам голем број на докази кои што ќе бидат изведени во оваа постапка и со сигурност ќе докажам надвор од разумно сомневање дека Стојанче ги сторил кривичните дела точно на начинот како што е опишано во однос на Мартин Саздов е исто предложен како сведок. Денешната одбрана гледам како искрена, како чиста манипулација во насока да се избегне некоја кривична одговорност, но понатаму оставам доказите да зборуваат сами за себе. Немало никаков сомнеш и баш и денеска и мајката на Ивана, кажа за односот кој што го имал со жртвите, така да јас немам дилема никаква, освен обвинетиот што може да се брани на каков начин и да сака во оваа постапка. Мајката на Ивана, Љубица Стојановска, како прв сведок денеска пред судот сподели шокантни сознанија за физичкото насилство и психичкото малтретирање на нејзината ќерка од страна на Стојанче. Честопати на неа гледала модринки за кои Ивана лажала, но подоцна признала кога се вратила да живее во домот на родителите. Жртва на физичко насилство од страна на Стојанче била и нивната ќерка Катја. Се сомневав дека е малтретирана, но не ми признаваше. Велеше, ке биде во ред, мамо. Дознав и од Катја. Велеше, ке ти кажам, само не кажувај на мама. Велеше, мама ке клекне доле, а тато ја шутираше и ја удираше. Беа на свадба во Штип. Кога се враќале, се скарале бидејќи Ивана сгрешила да му каже на Стојанче каде да сврти. Тогаш што ги избркал од колата Ивана и Катја. Ја удирал и клоцал Ивана додека таа била легната. Катја после ми призна дека и неа ја удрил. Ги оставил на автопатот во 1 часот по полноќ и си заминал. Ивана првен се јавила кај мајката на Стојанче за да ги земе, но таа не можела ниту свекори. Ги земал Мартин Саздов. Кога беше хоспитализирана откако Стојанче ја претепал, тој отишол таму и во ходникот се расправале, сакал да ги земе мобилните телефони. Пред очите на Катја ја турнал по скали. Нејзината мајка раскажа и дека Стојанче насилнички се однесувал и кон неговата мајка, зашто имало пријава во полиција. Следно рочиште за случајот, судијата Ивица Стефановски закажа за 1 април. Нестабилноста на Блискиот Исток и растот на цените на енергенсите неповолно влијаат на економијата. Но, по 3 недели за прв пат кај нас паднаа цените на бензините. Дизелот сепак остана со иста цена. Од ноќеска на полноќ граѓаните ќе точат гориво по нови цени. За прв пат по 3 неделниот раст на цените на нафтените деривати, како последица на војната на Блискиот Исток, со новата одлука на регулатор на бензините поевтинуваат. 95-ката се намалува за 2,5 денари по литар и ќе се продава по цена од 84 денари, а 98-цата се намалува за 3 денари за литар и од ноќеска на полноќ ќе изнесува 85,5 денари, додека дизелот останува со иста цена. Регулатор на денеска дополнително намали дел од трошокот кој влегува во формулата за пресметка на крајната цена. Со цел амортизација на влијанието на домашниот пазар и заштита на потрошувачите и обезбедување на сигурност во снабдувањето со нафта и нафтени деривати во земјава. РК донесе одлука со која го намали износот на трошокот за работење преку склад и истиот наместо досегашните 1,70 денари за литар, сега ќе изнесува 1,20 денари за литар, се наведува во соопштението на регулаторна.
Во делот на храната пак, засега како што веруваат од Министерството за економија и труд, не се забележани позначителни поскапувања. Податоците кои досега ги добиле од пазарните инспектори кои натаму вршат контроли на терен, покажале дека зголемување има кај одредени производи, пред се берзански, но велат тоа е минимално. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски за Канал 5 вели како министерство се подготвени и доколку треба ќе интервенираат со мерки во делот на храната. Сега е стабилно со одредени мали покачувања на одредени производи во делот на поскапувањето на јајцата и маслото, меѓутоа можеби некои помали, не толку драстични покачувања на помал дел производи, кои што за сега се од економска оправданост. И понатаму ќе продолжиме да ги следиме цените. Владата досега реагираше со мерки во делот на нафтените деривати. Пред една недела прогласи 30-дневна кризна состојба и го намали ДДВ-то за горивата од 18 на 10%. Мерка која стекува на 6 април, а до тогаш на сила е попустот кој ОКТА им го даде на компаниите кои се снабдуваат преку рафинеријата. Според најавите од владата, доколку има потреба во периодот кој следи, ќе се интервенира и во делот на акцизата за нафтените деривати. Во меѓувреме, при отворањето на светските берзи денеска цената на барел надмина $115. Тука е крајот на вестите. Од вечерната понуда на Канал 5, денеска Алберт Муслију е на Кавга со Иван. 21 часот и 30 на YouTube, а во 23 часот тука на Канал 5. Пријатно.